Македонија се соочува со обид за целосно разнебитување на државата и уништување на македонскиот национален идентитет. Ова го порача учесниците на денешната трибина организирана од Институтот Павел Шатев. На државата е подготвено сценарио кој има за цел само да ја продлабочува кризата, а овие денови реализирањето на ова подолго очекувано сценарио е насочено за политички прогон на ВМРО ДПМН, истакна аналитичарот Цветин Чилиманов. Се соочуваме со едно сценарио кој што има сериозен потенцијал да предизвика големи безбедносни импликации, како во Република Македонија, така и во соседството, но и пошироко. Сведоци сме дека веќе представници на новата, под сомнителни околности, формирана македонска влада отворено зборуваат за отворени граници, отворено даваат коментари кои што јасно покажуваат дека се порачени од други соседни главни градови, од прифаќањето на Тиранската платформа до нивните отворање на најави дека ќе виткаат кичмата во преговорите со Грција и конечно настапот кон соседна Бугарија. Универзитетскиот професор Оливер Андонов порача дека било која македонска партија да е на власт не смее да ги уништува националните интереси, а тоа што го прави во моментов СДСМ не е македонска опција. Според него СЈО е неуставен инструмент кој зборува и действува само во име на Социјалдемократскиот сојуз. Специјално јавно обвинителство, вон уставен преседан, за кој, за жал, Уставниот суд се уште не се има изјаснето, дочекавме да води класична политичка битка на место на Социјалдемократскиот сојуз. На трибината на Павел Шатев се обрати претседателката на Комисијата за верски заедници Валентина Божиновска. Според неа државата во моментов се наоѓа во најголемата политичка криза и се соочува со линч кон најголемата политичка партија ВМРО ДПМН. Божиновска истакна дека специјалното јавно обвинителство е формација чија цел е да го уништи ВМРО ДПМН, за да може да се спроведе сценариото за целосно уништување на македонскиот идентитет.